Петок, 26 јули, кратки вести во 12 часот. Познатата српска инфлуенсерка Виолета Јошиќ при пролетната посета на македонскиот туристички бисер Охрид издвои неколку локации кои се идеални за добри фотографии. Таа ги препорачува видиковецот на Канео, Свети Наум, Старата чаршија, мостот на желбите. Србите се меѓу редовните традиционални гости на Охридската ривиера. Дека Охридското езеро е нивни чест избор беше посочено и во објавата на српскиот портал b92.net. Меѓу другото беше истакнато дека цените за сместување во хотелите и приватното сместување се многу прифатливи, а цените на храната се многу пониски отколку во Белград. Надалеку прочуената гастрономија на Охрид, Охридското ѓомлезе, комат, питулици, макало, но и гастрономската традиција на нашата земја. Локалните производители, чувари на традицијата, утре вечер ќе бидат на едно место на плоштадот Долна Порта ќе се одржи третото издание на Вкусете го Охрид локално. Изворниот вкус на охридски и македонски специјалитети, приготвени на традиционален начин, ќе биде залиен со квалитетни вина и ракии, но и добра музика. Настанот е со почеток во 19 часот. Македонската традиционална теквондо федерација е побогата за двајца надпреварувачи со црни појаси втори дан. Давид Велковски и Божидар Димитриевиќ успешно го поминаа полагањето, покажувајќи висок степен на техника и посветеност кон теквондо и ТФ спортот. Овие млади таленти се четврт финалисти на светското првенство во Пловдив, Бугарија во 2019 година и носители на бројни медали и успеси. Своите вештини и напредок пред жири комисијата и своите поддржувачи ги покажаа 27 спортисти од 4 различни клубови. Времето денес сончево со умерена облачност, дува умерен северен ветер, УВ индексот е 7, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.